Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Универзалната сала наскоро ќе профункционира, најави министерот за спорт Ристовски денеска во Прилеп при отворање на реконструирано спортско игралиште во гимназијата. Тутунски комбинат годинава планира да откупи над 2 милиони килограми тутун. Денеска е Тримир, празник за среќата и љубовта на младите. Сдруженијето Преродба потсети на детите во Прилеп. Победа поразена во Гостивар од четвртопласираниот Арсими. Времето денеска сончево со температура до 19 степени. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Во Прилепската гимназија денеска беше повторно пуштено во употреба реконструираното игралиште со вештачка трева во присуство на министерот за спорт Борко Ристовски. Универзалната сала под владение на Конфи Ангел наскоро ќе биде во функција на спортски Прилеп, посочи Ристовски, а градоначалникот најави изградба на нови спортски сали во општината. Имавме состанок и со газдарицата која што е на таа компанија и направивме едно соломонско решение, тоа е да го прескокнеме тоа преземање најпрво на министерството, па јас да го давам на користење на Конфи, на ракометниот клуб Прилеп кој што е во нивна сопственост. Ние направивме едно решение со кој што ги скратиме постапките, тоа е обавив разговор со директорот на ПУИК, на кој што му се кажани насоките од министерството и од владата што треба да направи, и ги споивме, и тие мислам дека веќе имаат два состаноци на кои што сега веќе меѓу нив ги договараат работите, тоа е да компанијата Конфи Ангел заради користење на подолг период ја реконструира целата спортска сала и потоа да им биде дадена на користење. Што се однесува до другата спортска сала, како се викаше другата Македонија, таа ќе биде раскинат договорот во најбрз може рок. Не го раскинуваме од причина во моментов, затоа што се уште немаме обезбедено буџет за реконструкција. Оној момент кога ќе обезбедиме буџет, мислам дека до крајот на годината ќе обезбедиме буџет, ќе го раскинеме договорот, ќе реконструираме и повторно ќе биде вратена на општина Прилеп на користење. Така да тоа е за другата сала. Што се однесува до уште еден објект има кој што во овој момент е во побарување и ќе оди на некој од наредните седници на владе, тоа е спортскиот комплекс Маркови кули, а тоа е дека ќе го земеме, договорот е истечен, меѓутоа ќе го земеме ние како министерство под наше стопанисување. Идејата таму е да најдеме инвеститор кој што е заинтересиран и по патот, по принципот на јавно-приватно партнерство биде даден, за на крај на денот бенефит да видите сите ви, а тоа е жителите на Прилеп. Се залагаме и да имаме спортски објекти, односно да ја вратиме публиката и љубовта на одгледувањето на спортот, конкретно фудбалот, ракометот и сите други спортови кои што заслужуваат угледни, односно вистински квалитетни спортски објекти.
За Прилепскиот монопол се уште е период на консолидација. Генералниот директор Алексовски во програмата Радио што се гледа денеска напомена дека полека но сигурно се враќа на старите патеки, така што тутунски комбинат годинава планира да откупи над 2 милиони килограми тутун, што е над 20% повеќе од ланската реколта. Тековнава реколта, јас би рекол, или реколта 2024 бе откупени 1.750.000 килограми. А претходната реколта бе откупени само 800.000 килограми, што значи дека годинава имаме зголемување од скоро 100% во поглед на откупениот тутун. Нормално тука влие и зголеменото количество на тутун на пазарот оваа година. Вкупнијата количина, би рекол, претходната реколта беше околу 14 милиони килограми, додека годинава е 24 милиони килограми, што имаме зголемување од едно, би рекол, 80% минимум на вкупната количина на тутун. Какви се плановите за новата реколта? Па, според мене, би требало да има некое благо зголемување за наредната реколта, прогноза од прилика 25 милиони килограми. И тоа е една добра бројка за Македонија, како една земјоделска, ја би рекол, земја во овој регион, бидејќи не само државата од изводот на тутун, туку и тутунарите гледаат полза од оваа гранка. Нашиот план е нормално да го зголемиме откупот наредна сезона, барем за добри 25% од претходната реколта, што би значило негде 2 милиони и 100. Победа не успеа да изненади со екипата на Арсими и да остане петти поред надпревар непоразена. Минимално со 1:0 во рамките на 19-тото коло од втората македонска лига, вчера победа беше поразена на теренот во Гостивар. Стрелец на единствениот гол беше Албин Рамадани во 58-та минута. Со ова Арсими се зацврсти на 4-тото место на табелата, а победа е на 11-тото место. Третиот ден по прочка е Тримир, празник за среќата и љубовта на младите, празник пон со обичаи, но и празник кој треба да се негува и одржува за мир и слога во домот, за спокојство кое секое семејство си го посакува, велат од Сдруженијето Преродба, кои потсетуваат на прилепските адети за овој празник. Порано, домајкинката по правило треба да држи Тримир. А што значи тоа? Од полноќ на прочка, велики поклади, почнува 3 дена да не јади ништо. Ни вода нема да пие и тогаш и на третиот ден кани гости на Тримир, ја кани ќерката, срекрвата, снаата, блиски, тој женски празник, не дај Боже маж да има тука, тешко него веселан ќе биде. Плюс јадењето се прави и пченица. Пченицата се прави со конопни зрна. Таа побргу ние правевме пченицата многу потешко се правеше, ти се киснеше првин, па се толчеше во дибеци. Не знам дали знаете што е дибек. Камен голем, издлабен и со железо, и ќе толчиш, ќе понеделникот цел ден ќе буфташ, ќе толчиш, па ќе ја сушиш, па ќе ја лупиш, лушпата сета да падне. И ќе ја мијаш, значи имаше многу работа. А сега е многу лесна. Готова е пченицата, лупена, мијана, се само ќе свариме, а конопното зрно се во соковници. Тримиро е прилепски празник, женски празник, оти се збираме само жени. На Тримиро се подготвува сарма, гравче, пченица, тоа е основното на Тримиро. Компот, имаме зелник, благи работи, од се по нешто за Тримиро и боза. Временска прогноза. Времето денеска по ведрото и студено утро, преку денот сончево и релативно топло. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата утринава во Прилеп достигна до -1, а максималната до 14 степени. За утре се најавува утрото ќе биде ведро и студено, а преку денот времето ќе биде сончево и топло. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Температурата во текот на денот ќе биде до 22 степени, во Прилеп до 17 степен. Временска прогноза.
Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.